Уште како мала не бев најдобро прифатена од страна на мојата околина, постојано добивав најразлични критики од страна, затоа што постојано се стремев кон некаква автентичност и да бидам малку поразлична од останатите, но и моите родители во позадина постојано ме зборуваа за тоа дека треба да бидам скромна, дека треба да бидам благодарна, дека не треба толку многу да се истакнувам и да се седам на страна. Но јас длабоко во себе знаев дека сум создадена за нешто повеќе и тоа жарче низ годините не се гасеше, туку што повеќе се разгоруваше внатре во мене. Па така кога го завршив средното училиште, одлучив да се запишам на економски факултет во Скопје и малку повеќе да истражам областа на маркетингот и да бидам искрена, не бев посветен студент и не ги завршив моите студии на време, затоа што не сакав никој да го ограничува моето време, ниту пак да го диктира моето темпо на живење, туку сакав слобода од секаков вид. Студирањето на вистина беше еден тежок процес за мене, но тие студии знаев дека некако мора да ги завршам, па така се фокусирав повеќе на моето тело и на мојот ментален свет, читав книги, одев на часови по јога, одев во теретана, трчав и постојано подготвував се нови испити и така успеав да пристигнам до мојата диплома. Некако потајно многу ја сакав модата, знаев со часови да се подготвувам за некакво излегување, но еден ден сакав да се најдам на некоја топ насловна страна, но интуитивно знаев дека тоа не е за мене, односно дека тоа не е мојата мисија, затоа што сакав луѓето да ме помнат по придонесот што ќе го дадам во самото општество, по мојата моќ, влијание, автентичност, авторитет, дипломатичност и интелектуалност, а не по мојот добро изграден стил и по мојот изглед. Откако го освестив тој момент, започнав се повеќе да истражувам, да ги следам успешните луѓе, да ги следам нивните навики и така полека успеав да дојдам до првата моја бизнис идеја. Мојата прва бизнис идеја беа маички со принт и искрено во тоа време не знаев ни графички дизајн, ниту пак знаев да работам на Photoshop, туку случајно на едно YouTube видео ја сретнав алатката Canva која што ми помогна да ги издизајнирам сите тие дизајни и на крај да ги пратам за принт. Таа моја прва бизнес идеја навистина беше многу добро прифатена од страна на мојата публика. И тоа го работев краток временски период, затоа што мислев дека успехот доаѓа преку ноќ и дека ако јас немам секој ден продажба, тоа значи дека не сум создадена за тој бизнис. По кратко време започнав да работам и во маркетинг агенција во Скопје, таму работев 2,5 години, но тоа жарче и таа желба за сопствен бизнис никако не се гасеше, па така да одлучив да дадам отказ. Потоа со мојот сопруг одлучивме да отвориме своја компанија, меѓутоа условите кои што ги диктираше самиот ковид едноставно не ни дозволија и на крај не успеавме сето тоа да го реализираме. Во 2021 година ја добив најубавата, но и најтрансформативната улога, тоа беше улогата на мајка, која што ги активираше кај мене сите уверувања и обраци на кои што требаше јас да поработам, меѓутоа и некако ми помогна уште повеќе да се посветам на тоа што јас сакам да работам еден ден. И моето дете не беше пречка на тој пат, туку едноставно беше стимулатор, мотиватор, но и потсетник дека децата секогаш ќе се водат по нашиот пример. По кратко време добив и понуда за работа, ја прифатив таа работа, меѓутоа сакав да работам уште нешто, па така да започнав да работам и хонорарно за една компанија за етерични масла. Работев со тоа некаде околу 2 години, успеав да создадам тим од 50 луѓе, но на крајот и од тоа се откажав затоа што некако мислев дека не е за мене и дека имам една поинаква мисија. Потоа во летото 2023 година одлучив да вложам во ментор, односно во човек кој што воопшто не го познавам, туку само го следам на социјалните мрежи и всушност таа личност ми помогна да дојдам до улогата на жена предприемач, меѓутоа ми помогна да си го скратам тој пат, па така и полека дојдов до друга бизнес идеја, тоа е да станам бизнес ментор, успеав да искреирам 2 менторски програми и да дојдам до првите 8 клиенти. Денеска тој мој сон добива некаква опиплива смисла после 9 години. Во тие 9 години имаше од се по нешто, имаше моменти кога сакав да се откажам, имаше моменти кога се едноставно ми се рушеше од страна, меѓутоа сватив дека ако го имаш вистинскиот човек до себе, ако во твојот дом владее мир и хармонија и ако постојано вложуваш труд, време и енергија во она што сакаш да го работиш, нема шанси да не успееш.
Сите мои неуспеси ги претворив во сила, односно сите тие неуспеси всушност ме доведоа во хотел Мериот да зборувам пред 300 жени, односно таму да ја раскажам мојата приказна. Мојата приказна без филтер не ја раскажав за да им покажам на жените дека јас сум силна, туку напротив, да им покажам на жените дека во одредени фази треба да се дадат дозвола да бидат ранливи, дека во оние периоди кога не оди треба да направиме пауза, да се повлечеме нели малку на назад и да одлучиме кој ќе биде нашиот нареден чекор, но исто така и треба да продолжиме да се движиме напред без оглед на тоа што луѓето постојано од страна ќе ни зборуваат дека ние не можеме да успееме. Ние моментално живееме во едно време каде што сите зборуваат за некаков успех, зборуваат за некаков врв на планина, меѓутоа никој не зборува за тоа искачување и никој не зборува како изгледа целото тоа патување, затоа што успехот не е доаѓа преку ноќ, успехот не е доаѓа преку правење на совршени чекори, туку успехот доаѓа преку постојано преземање на храбри акции, постојано ширење на нашите капацитети, развивање на нашата резилиентност, развивање на нашата емоционална зрелост, меѓутоа и доаѓа преку вложување во себе и работа на нашиот мајндсет. И ако јас денеска успеам да активирам барем една жена која што на самата себе си ќе си каже јас можам, тоа само значи дека веќе сум ја исполнила мојата мисија, затоа што на вистина на светот не му се потребни совршени жени, туку му се потребни вистински жени кои што ќе си дадат дозвола да бидат видени, да бидат слушнати, но исто така му се потребни на светот жени кои што никогаш нема да се откажат од себе. Да не се откажуваат од себе и во оние моменти кога изгледа најтешко, затоа што баш тоа нивно патување и баш нивната приказна еден ден навистина може да биде една инспирација за другата жена.